Не можам и не сум ветил дека преку ноќ ќе направам чуда затоа што тоа е невозможно и неодговорно од политичар да го каже. Ова го изјави градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски во интервју за Клик Плюс. Како што вели тој, многу проблеми се наследени од неговата претходничка, но чекор по чекор ќе ги решава еден по еден. Порачува дека нема да се доведе во позиција некого да штити, особено ако тој го загрозува здравјето на граѓаните, мислејќи на загадениот воздух. Деца и сите. На граѓаните многу искрено една работа да им порачам вечер. А тоа е да имаат трпение. Јас знам, сите го живееме овој проблем години наназад, децении наназад го живееме. Но не можам и не сум ветил дека преку ноќ јас ќе направам чуда, затоа што тоа е невозможно и неодговорно од политичар да го каже. Но дека постапувам да бидат убедени дека Орце Ѓорѓиевски, ниту градот Скопје во наредните 4 години, нема никогаш да се доведе во опозиција некого да го штити. Особено во услови ако некој го труе нашиот народ. Застарениот возен парк на ЈСП е посочен како една од причините за загадениот воздух, пред се поради тоа што поради нефункционалниот превоз, голем број на граѓани користат приватни автомобили. Ѓорѓиевски очекува следната година нови автобуси. Цврсто сум убеден дека владата ќе ги испорача автобусите кои што вети дека ќе стигнат за градот Скопје, а благодарение на тоа нивно ветување јас ги ветив заедно со поддршка на владата дека ќе се испорачаат првата половина од наредна година. Така да сум убеден дека ќе стигнат автобусите првата половина од наредна година. Ѓорѓиевски во Клик Плюс воедно зборуваше и за постапката на обвинителството кое поднесе обвинение за 2 лица за несобирањето на отпадот во градот пред тој да дојде на власт, потенцирајќи дека сето тоа било смислено сценарио од неговата претходничка.